Цивил медија. Малку повеќе за говорот на омраза, лажните вести, црната кампања што имаме во овој период, ќе ни зборува Маја Ивановска. Повели Маја. Слушнавме денеска на вистина многу различни ставови околу изборните процеси. Сите горе-доле се согласивме дека се уште тапкаме во место во однос на одредени работи. Па така тапкаме во место и за оваа тема за која што денеска јас треба да зборувам, тоа е црната кампања, говорот на омраза и лажните вести. Како и на сите претходни изборни процеси во нашата земја, така и овој изборен процес е проследен пред се со црна кампања. Мислам реално да правиме муабет, сигурна сум дека јавноста е повеќе запознаена со негативните елементи на кандидатите отколку со нивните реални програми кои што ги нудат. Па така на секој чекор, на секој митинг, на секоја јавна средба што ја одржуваат со граѓаните, повеќе време се издвојува на она да се отстрани противникот, отколку реално се зборува за она што се надлежностите на претседателот на државата и она што тие ќе го направат во наредните 4 години. Мислам дека е време конечно политичарите во Македонија да се освестат и мислам дека е време конечно да почне да се работи многу повеќе на тоа како ги водат своите кампањи. Говорот на омраза е тесно поврзан со црните кампањи и за жал секоја година и секој изборен процес е се поприсутен, а со нив заедно се поврзани и лажните вести. Така изминативе неколку години, изминативе неколку изборни процеси има еден феномен кој што се нарекува антимигрантска хистерија, што ни се случува и ни се повторува секоја година. Значи, за време на локалните избори во 2017 година имавме момент каде што 14 општини потпишаа согласност за распишување на референдум во исто време со локалните избори за наводно градење на мигрантски кампови на територијата на Република Северна Македонија. 14 општини беа подготвени да потрошат еден куп пари за нешто што никогаш не беше во план. Не беше тогаш, не е ни сега, никогаш не ги видовме тие кампови. Оваа година повторно се случува истото. Конфликтите кои што се случуваат во соседна Грција, во кампот кој што е близу Солун, нашите медиуми ги пренесоа како тензична атмосфера на границата помеѓу Македонија и Северна Македонија и Грција, се извинувам. Заборавија да кажат каде е кампот, што се случува и на крајот на денот заборавија да кажат дека всушност тие мигранти беа поведени токму од лажните вести за да тргнат кон границите на Македонија и Албанија со надеж дека таму на вистина ги чекаат автобуси организирани од невладини организации кои што понатаму ќе ги пренесат до Европа. Сметам дека и Цивил истото го констатиравме сите заедно, дека на вистина е редно време да престанат овие лажни вести, да престанат манипулациите со граѓаните, да престане раздорот кој што го создаваат самите кандидати, самите учесници во изборните процеси, на сметка на нешто што позади нас го пишува, на сметка на нашата иднина. Цивил медија.